Ова се настаните на денот. Се намалува интересот за земјоделие во Охридско-Струшкиот регион. Во Охрид се одбележа денот на државниот архив. Започна исплатата на пензиите зголемени за 5,3%. Од полнојк нови цени на горивата. Историски пораст на Ердоган. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 22 степени Целзиусови. Во вторник во најголем дел од стариот континент ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, но релативно топло за овој период од годината. Во северните, западните и југозападните предели свежо време. Во јужните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во поголем дел од источна и југоисточна Европа ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Во северните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 25 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 14, односно до 25 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во четврток претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Попладне ќе дојде до зголемување на облачноста. Дневната температура ќе достигне до 19 степени. Во петок во Охрид ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охридско-Струшкиот регион се намалува интересот за земјоделство. Младите не сакаат да ја обработуваат почвата. Интерес има само за одгледување на охридската цреша, која е попрофитабилна и има пласман. Се намалува интересот за земјоделие во Охридско-Струшкиот регион. Нивите зјаат празни, а младите немаат интерес за обработување на почвата. Земјоделците велат причините се малата заработувачка, штетите од временските непогоди, скапите препарати, неизвестниот пласман и ниските цени. Интерес има само за одгледување на охридската цреша, која е попрофитабилна и има пласман. Добар дел од младите се заминуваат, се повеќе обработливи површини остануваат необработени, самото тоа ќе дојде и до поскапување на земјоделските производи. Ако соодветно се однесуваме према земјоделието и добар дел од младите остана, знаете колку е битно една држава добар дел од своите потреби да ги безбедува свое сопствено производство. Земјоделците се жалат, велат, нивниот труд не е соодветно вреднуван. Немаат сигурен пласман на производството. Потребна е поголема поддршка од државата. Едно дете имаме, едно мачко, тој учи медицина и нече да ради со земја. Земја нече да што види. Проблемот е државана. Државана, ако времето не време фаќат град, не плаќат. Ако плаќаше, да речеме, за невремето, би ги работил и други некои. Ама никој не плаќат. Тоа земја што го работам јас, 20.000 промета, мислам пари да вете. Со 20.000 што ќе прешти? Намалување на земјоделското производство и обработливите површини покажуваат и официјалните податоци на Државниот завод за статистика. Лани двојно се намалило производството на јаболка и праски, крушите за 41%, сливите за 46%. Поголемо намалување е забележано и кај сончогледот, доматите и краставиците. Во Охрид се одбележува денот на Државниот архив и архивистите. Подрачното оделение на архивот во Охрид подготви изложба на плакати од филмови кои се прикажувале во старото кино Охридско езеро во периодот од 1939 до 1941 година. Со урбана изложба на плакати од филмови кои биле прикажувани во старото кино Охридско езеро, архивот го одбележува 1 април, денот на Државниот архив. На просторот на малиот плоштад кај мини маркет, охриѓани имаат можност да разгледаат 60 на киноплакати од фондот на Никола Герман, кој ги сочувал и ги предал на Охридскиот архив, вели Мартин Ристовски, помлад соработник во архивот. Станува збор за филмови од периодот од 1939 до 1941 година од американски, француски и германски режисери и глумци. Тарзан, Ана Каренина, Бунт на бродот Баунти, Ромео и Јулија, Богатството на Џингис Кан се само дел од проекциите кои биле прикажувани во старото охридско кино. Тие жарнови стигнувале филмови многу брзо во охридското кино, Охридско езеро, кои ги рекламирале на вакви плакати и автентично прикажуваме како тоа функционирало тогаш во нашето охридско кино, познато како старото кино во Охрид. Целувам нашите сограѓани да се потсетат нивните дедовци, баби, поколенија, како кои филмови ги гледале и ден денеска се уште некои се гледаат. Изложбата ќе биде поставена и утре на малиот плоштад, а во среда плакатите ќе бидат изложени пред старото кино на улица Даме Груев во чест на денот на Државниот архив и архивистите за нивната посветеност на заштитата на нашето наследство за идните генерации. Во Охридското оделение на архивот 19 вработени се грижат за собирање и зачувување записи од историско и културно значење. Исто така се организираат едукативни активности, изложби и други настани за промовирање и проучување на историјата и за подигнување на свеста за важноста на зачувување на историските документи. Депото веќе ни е, скажам, добар дел полно, имаме многу материјали. Па имаме од Библии кои ги поворуваат во Рим кај папата, па имаме документи од турско време, од српско време, тапи, доста документи интересни, секој истражител што доаѓа се информира. Доста граѓаните се соочуваат со проблеми во урбанизам, кои што ќе ги изгубат неговите дедовци, документи, план, решение за градба и такви работи. Значи, во служба на граѓаните од секаков вид, од потекло на стебло да се направи некој, потекло на неговите корени, на неговите предци, комплетно од матичните книги. Значи, многу трајни документи кои може да ги се најдат во нашиот архив.
Во Државниот архив се одвива процес на дигитализација на сите документи што ги поседува, а архивската граѓа постојано се збогатува со приватни материјали од граѓаните кои ги предаваат во архивот. Повикуваме сите сограѓани кои имаат такви материјали да ги поминат, да се разговара, да можеме да ги превземеме, да ги трајно сочуваме за наредните генерации да знаат да имат податоци за тие документи, да е увид, да правиме вакви изложби, да се гордееме на нашата историја. Државниот архив на Македонија е формиран на 1 април во 1951 година, а до 1962 година се отворени оделенија во 9 градови во државата. Од денеска пензионерите ќе добиваат пензија зголемена за 5,3%. Со ова покачување на ниските пензии ќе се зголемат за околу 600 до 800 денари. Започна исплатата на мартовските пензии. На сметките на пензионерите легна и дополнителни 5,3% усогласување со движењето на животните трошоци и на просечната плата. Тоа значи дека пензиите се зголемени за износ од 664 до 4029 денари, зависно од висината на примањата. Најбројни се пензионерите кои се корисници на најниските законски пензии, од 12.528 до 16.058 денари, кои ќе добијат покачување најмногу до 851 денар. Пензиите од 20.175 денари добиваат 1069 денари зголемување, од 31.859 денари се со плюс 1688 денари, додека 2893 денари покачување ќе добијат пензионерите со примања од 54.588 денари. Највисок износ од мартовското согласување ќе добијат пензионерите со пензија од 76.000 денари, ним им следуваат плюс по 4.029 денари. Откако е почната примената на методологијата на прилагодување кон промените воведена со последните измени со Законот за пензиско-инвалидско осигурување, пензиите се зголемувале за 2,9% првиот пат и 6,8% вториот пат во 2022 година, во 2023 за 8,4% и годинава за 5,3%. Утре, 2 април, во периодот од 9 до 15 часот, Вевчани ќе биде без напојување со електрична енергија поради пуштање под напон на каблите од детската градинка према бералиште и менување на разделувачот спроти здравствениот дом, информира градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски. Горивата од ноќеска на полноќ со нови цени. Дизелот и екстра лесното масло за домакинство поевтинуваат за 1 денар за литар. Цената на бензинот Евросупер БС 98 се зголемува за половина денар, а цената на Евросуперот БС 95 останува иста. Новата малопродажна цена на евродизелот ќе изнесува 76 денари за литар, на екстра лесното масло за домакинство 75, на Евросуперот БС 98 новата цена ќе изнесува 87,5 денари за литар, а цената на Евросуперот БС 95 ќе остане 85 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,683 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и истата ќе изнесува 45,459 денари. Од денеска повторно отворен за сообраќај патниот правец Охрид-Ресен преку Националниот парк Галичица. На самото место поставена е соодветна сообраќајна сигнализација, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Патниот правец беше затворен за сообраќај за сите видови на возила од 15 ноември 2023 година. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган синоќа ја призна историската победа на опозицијата на локалните избори. Овој изборен пораз за него представува пресвртница и за неговата партија која е на власт од 2002 година. Околу 600.000 представници на органите на прогонот и волонтери биле на должност низ целата земја за да се осигураат дека гласањето ќе помине непречено. Сепак, турските медиуми пренесуваат дека имало 2 жртви и 11 повредени во градот Дијарбекир.
Во така наречената Балканска маала во Истанбул, каде што живеат 200.000 луѓе, од кои 60% босанци и 20% македонци, се играло оро, се веело знамето на поранешна Југославија и се пеела песната Јутро е од Нада Топчегиќ, исто како што прославувале и во 2019 година, кога градоначалник на Истанбул стана опозицијскиот кандидат Екрем Имамоглу. Имамоглу, по мислењето на многу аналитичари, е потенцијалниот иден претседател на Турција. Вооружени напаѓачи убиле 9, а раниле 10 други лица во Еквадор. Нападот се случил во крајбрежниот град Гвајакил. Полицијата соопштила дека вооружена група со автомобил влегла на пешачка улица каде што група луѓе спортувале. Напаѓачите излегле од возилото и почнале да пукаат во луѓето. Ниедна група веднаш не ја презела одговорноста за нападот. Ова е второ масовно убиство во Еквадор во 2 дена. Во петокот 5 киднапирани луѓе биле убиени од вооружена банда. Полицијата соопштила дека имало индиции дека жртвите се туристи кои по грешка биле фатени во локалниот спор околу трговијата со дрога. Поради протекување на газ за време на миса во црква во Торино на Велика сабота хоспитализирани се 50 луѓе, вклучувајќи и 6 деца. Едно дете било третирано во комора за декомпресија, пишува германската новинска агенција ДПА. Пожарникарите ги евакуирале присутните во црквата веднаш откако неколку луѓе се пожалиле дека не се чувствуваат добро. Причината за протекување на гасот било поради оштетување на цилиндрите. Од денеска марихуаната за рекреативна употреба е легална во Германија. Законот стапи на сила ноќеска по полноќ. Лицата над 18 години ќе можат да поседуваат 25 грама марихуана и да одгледуваат 3 стебла канабис во домашни услови. Со тоа Германија стана најголемата земја од Европската унија која легализираше рекреативната употреба на канабисот и ја става Германија меѓу земјите со полиберални закони за употреба на марихуаната, заедно со Малта и Луксембург, кои ја легализираа рекреативната употреба во 2021 и 2023 година. Следниот чекор е од 1 јули легално да се купува марихуана преку клубовите за канабис во земјата, а до тогаш, во случај на улична проверка, потрошувачите не смеат да ја кажат на полицијата каде го купиле канабисот, изјавил директорот на Германското здружение за канабис. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!